Што има ново? Во Што има ново разговараме со Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиумите. Дејан, секоја година светот го одбележува 3 мај, меѓународниот ден на слободата на медиумите. Ова време секогаш редовно излегува и индексот за слобода на медиумите на Репортери без граници. Годинава земјава бележи пад од 6 места. По еден период каде што неколку години наназад, 7-8 години наназад, имавме постојан напредок на овој индекс. На што се должи овој пад според тебе? Прво, добар ден, благодарам за поканата. Па ако е падот само 6 места, ја не би бил претерано загрижен. Затоа што, како што видов, се уште деталниот извештај за Македонија не е објавен, туку само во некои наопшти црти. И како главни причини се доминацијата на дезинформации и уште неколку причини кои што генерално се глобална болка, финансирањето на медиумите и така натаму. Така што утро баш се шекувавме, со него нема да спомнувам имиња, дека ако Македонија паднала 6 места, тогаш сите држави треба да паднат и листата треба да почнува од 6-7 место. Нормално на 6-7 место ќе бидат пак Финска, Норвешка, Данска и тие. Значи, мислам дека се уште сме окей. Тоа 6 места не значат ништо. Ние, ако ти текнува, бевме историски највисоко од 2009-34, ако не се лажам, за во 2013 да паднеме на 123 место, значи цели 79 места, па наредната година имавме напредок од 6 места, 5 или 6 места на 117-118 место, меѓутоа имавме полоша оценка, што значи други држави паднале, за ние тогаш да се качиме. Генерално истите проблеми што беа и во 23-та, беа и во 24-та и не гледам тука некаква особена промена. Ситуацијата во медиумската сцена помалку или повеќе е иста, со тоа што во одредени делови се гледаат трендови за некаква консолидација. Добро, една од причините која што е нагласена барем во тоа што е објавено првично од Репортери без граници, се и притисоците, заканите и недоличното однесување на функционерите, односно носителите на власта кон новинарите. Ние видовме и во последно време и поврзано со случајот со трагедијата во Кочане и претходно, дека носители на јавни функции се конфронтираат со новинарите, не одговараат на нивните прашања, одговараат со сарказам или со нервоза. Колку сето ова влијае на слободата на медиумите. Во извештајот се вели дека тие напади потоа се прелеваат и во сферата на социјалните медиуми, дека новинарите се постојано под некакви закани од некакви оркестрирани групи кои што се блиски до политичките партии. Тоа се случува и политичарите така се однесуваат затоа што им се може. Затоа што тие на сек, предпоставам, гледаат како некој однос на моќ и во тој однос на моќ со институциите, новинарите, тие сметаат дека имаат моќта и можат на новинарите и да им пререкуваат, да ги игнорираат, да ги караат, што би се рекло. И тоа е прилично за очекување. Новиот момент тука, кој што не е толку нов, е што сето тоа кој што спомна се префрлува после на социјалните мрежи. И не знам дали ќе успееме однесувањето на политичарите да го промениме. Ја би сакал тие да се однесуваат малку поодговорно, и кон својата функција, и кон јавноста, и кон се. Проблемот е што за тоа не постои никаква казнивост, освен казнивост на избори. Во овој контекст да те прашам, опозицијата излезе со соопштение дека се врати ВМРО ДПМН на власт, а си замина слободата на медиумите. Од друга страна, владеачката ВМРО ДПМН го обвини Социјалдемократскиот сојуз дека падот на индексот на Репортери без граници е поради ширењето на дезинформација од страна на опозицијата. Кој е виновен? Ова што го тврди власта не е никаде спомнато. Спомнати се многу други причини за овој пад. Предпоставувам дека се виновни сите.
не гледам некој да е невин на нашата политичка сцена за таа основа. Некој може да му се погоди да скокне оценката, некој да не. Генерално, како што реков, тоа што сме во првите 42, 5-6 места, 42 сме сега, претпоставам, кога сме паднале 6 места, е окей. Факт е дека ситуацијата што имаме денес не е ситуацијата од 2013, која што е историски најлоша година. Факт е да речеме дека регистарот на инциденти во кои се вклучени новинари, сериозни напади, закани и така натаму, минатата година има само 4 влезни единици нели на таа нивна листа, од кои едното е онлайн напад преку социјалните мрежи закани. Имаше и приведување на новинар во 2024 година, па и годинава нели повикани новинари на информативен разговор поради нели она снимање со дрон на собирите кои што беа последица нели на трагедијата во Кочани. Знаете како, тоа е последица на една поопшт проблем кој што не сум сигурен дека е само наш, на тоа што политиката и новинарите постојано се гледаат како да се противници. И нели во таа борба за кој ќе влие врз нема, кој ќе го формира јавното мислење, и политичарите мислат дека тие знаат најдобро се, што за наша жал и за нивна жал ретко е случај. Она што ја би сакал да знаете како, таков тип на закани на напади врз новинари имало и ќе има. Професијата е таква. Едноставно по самата своја природа не се занимава професијата со пеперутките на Мадагаскар, се занимава најчесто и би требало со проблемите во општеството. Проблемите во општеството. И од проблемите во општеството генерално некој, такво ни е општеството, таков е системот, некој заработува многу пари или некој друг ќар има и тие што имаат ќар не сакаат тие проблеми да се решат. И затоа настануваат тие. Она што е проблем кај нас традиционално е таа некаква култура на неказнивост. Што се гледа и во случајот на новинарите, тие што нападнале, многу ретко гледаме завршници правни. На тоа и се жалат и од Сдруженијето на новинари, а и во самиот извештај на Репортери без граници се посочува дека иако има механизми за заштита на новинарите, нели се смени кривичниот законник каде што нападот врз новинар се третира како напад врз службено лице, ретко кога се гледа некаква завршница на овие процеси. Тоа е, знаете како, ја баш го неодамна за едно друго истражување, истото имаше слично прашање и видов дека, да речеме, многу од ЗНМ, затоа велат дека таа листа е мала, затоа што многу новинари не пријавуваат напади, особено сите не ги пријавуваат тоа што се случува на социјалните мрежи, нели, клетви, пцуења, закани и така натаму, затоа што не очекуваат некаква позитивна завршница. Јас се надевам дека тие промени во кривичниот законник и тоа што поставија специјален, нели, некаков јавен обвинител кој што се грижи и мора тоа брзо да се процесира, ќе придонесе до поголема безбедност и до тоа новинарите да можат многу послободно да си ја работат својата работа, меѓутоа, како што веќе спомнав, професијата е таква, има некои работи што е природно, скоро природно, не би требало да биде природно, меѓутоа така е изложена, затоа што се занимава со криминал, со корупција и знаете, ја знам често да се пошегувам, ја не очекувам ако јас сум изложил некого на јавноста заради и сум го обвинил за криминал или корупција и тој да каже да дојде, потоа што прави каже браво, машала. Обично таквите луѓе гледаат за тоа да не се дознае и нивната реакција е јасна. Реакцијата на институциите кај нас досега главно отсуствуваше во таа смисла тоа да се isprocesира брзо, да се најдат докази, да се слушаат сите страни, да се види да тоа да добие некаква правосудна разврска во еден или во друг правец. Меѓутоа ние многу ретко стигаме и до таква правосудна разврска. Дали е можеби проблем и законската рамка, и на тоа упатува извештајот на Репортери без граници, а и ЗНМ вели дека неусогласувањето со европските закони, особено и во однос на оние слаб тужби, придонесува новинарството да биде под притисок. Во оваа смисла да те прашам, овие последниве измени што беа донесени на законот за медиуми, се вклучија, нели, конечно онлайн порталите и тие сега се препознаваат како медиуми, но се донесоа и некои критериуми за број на вработени што треба да ги имаат.
Јас се обидов да барам во примери на повеќе земји европски дали постои таков критериум. Никаде не постои број на вработени како критериум за да се регистрира медиум. Колку ова ќе влијае на плурализмот на медиумите, како да речеме, дали ќе има последица за овие медиуми кои што не ги исполнуваат тие критериуми, портали што немаат доволно број на вработени за да си работат својата работа. Значи, прво, јас немам ништо против тоа што се внесува онлайн медиумите и експлицитно, значи изрично се внесени во законот, затоа што ние тоа го повторуваме што од 2013-2014 година, дека дури и поранешната дефиниција совршено ги покриваше и онлайн медиумите. Се согласувам со тебе дека тој закон, тој е окей, што се сега и официјално признаени, па не знам, нема да можат судиите се повикуваат на тоа, не се изрично спомнати во законот, па да имаме такви случаи како што имавме, нели, суди да одлучуваат дали некој е новинар или медиум или не е така. Што особено во случаи на тужби за клевети може да значи многу пари. А во новинарството никој пари нема. Она што е проблем е што внесувањето на такви критериуми, да речеме за вработник, што кажа, има една препорака уште од 2010 година 1175 или 1176, не е ни битно, на Советот на Европа, која што вели дека онлайн медиумите треба да се третираат на исти начин како и печатените медиуми. Ако веќе се регулираат. И сега кај нас никој не бара, законот не бара од печатените медиуми да погледат дека имаат 35 луѓе во редакција или не знам која е мојата идеја за тоа колкава редакција би требало да има еден нормален печатен весник. Во денешно време тоа и онака е ирелевантно. Оно што јас се плашам и зашто веќе имаме назнаки, барем јас така и наслушнувам, е дека сега ќе се проба некој еден стар убав збор од време диференцијација сега некоја, па кој е вистински новинар од нив, па кој е вистински медиум, па дали си, ако си во тој регистар, каде што нели регистрацијата е на доброволна основа, тогаш ти си медиум, ако не си, тогаш пак си медиум, а не си таков медиум како што сме ние, па тоа лесно може да се преточи во тоа нашите политичари, особено властите, врз основа на тоа дали си во некаков регистар или не си, па можеш да добиеш акредитација, не можеш да добиеш акредитација, можеш да добиеш изјава, не можеш да добиеш изјава. И тие работи се опасни затоа што во општо земено се работи за слободата на изразување, која што, прифатливо е дека треба да се ограничи, меѓутоа не може, ја имаме сите. Не ја имаат слободата изразување само група на професионалци кои што вадат леп од новинарско информирање, па само тие да информираат или само тие да се изразуваат. Ја имаат сите и во денешно време тоа е и еден од изворите на сите проблеми. Денес секој може да информира. Независно од тоа дали се чувствува или не, затоа што меѓународните документи му го гарантираат тоа право. И јас се плашам дека ваков тип на регулација кој што донесовме, се надевам дека нема да дојде до тоа и се надевам дека тоа ќе си оди глатко и мазно и се ќе биде супер и ќе цветаат 1000 цветови, нели? Меѓутоа се плашам дека многу лесно можеме да дојдеме до тоа, затоа што меѓу другото тоа е особено онлајн светот, доменот кај нас е мала бара со многу крокодили и сите се грижат особено околу комерцијалниот дел на тоа што се вика функционирање како медиум. Дејан, ти благодарам многу за овој разговор. И јас исто. Што има ново? Што има ново?